Ама изгледа погодивме темата. Гледам баги луѓе има што се загрижени. Ау инфлуенсерите ги треба да се пријавуваат, ќе треба да плаќа. Па има многу што велат арно му се прави. Пошто нели не смеш да бидиш некако успешен во Македонија било как. Не смеш едноставно. И никој не е загрижен што од кој бидната држава се кради се сечи од сите страни. Буквално од џебоите му иземат парината, ама нема врска то битно инфлуенсерите сега ќе видат. И мене ден денес уште не ми е јасно дали спаѓам во инфлуенсерите или не спаѓам, пошто се што има прочитав, ама некако како да е така малце поопшто напишано за да си влезиш, да се пријавиш, да си плаќаш, ме сваѓаш. И тука околу тие плаќања и даноци ова и она имаше многу недоразбирања по коментарите, така што ќе направиме се една шпица и ќе си го направиме уште еднаш муабето, пошто има некои работи што стварно е битно луѓето да ги разберат, за да сватат колку ова малце нема смисла. Малце е многу нема, ама добро. На крајот на денот кој те праша така? А сама ни венош. Влијание. Причина за сите војни во векот што некогаш постоја. Се за пусто влијание. И сите сакат да имат некакво влијание на другите, а никој ги неки тие што имат некакво влијание всушност. И тоа е тој круг на животот. Јас разбирам. Замисли на пример да видиш телевизија, да вложваш еден тон, да го градиш нештото години. Абе што се немаш направено од луѓе, од работа, од ова, од оно, излегва некој дете на интернет и поќе луѓе него го следат и поќе го знам. Замисли и ти имаш еден тон за плаќање, лиценци, регулации, чуда, ти реков ми рече, ој ништо, клај видео, популарно. Па тек да немаш ни телевизија, ништо, така дома седиш, а други некои успешни таму работат. А опа то колку е лошо, чудо некој. И затоа рековме, успех не се простува батето, без разлика како. А влијание се простува само ако од корист. Ако не е од корист, то никако не сме се простува. И затоа сега нормално има луѓе што сакат да имат влијание над влијанието, пошто нели како иначе ќе го контролира. Мора да е во твој или ќе е во твоја корист или нема да биди. Хаман ти се замалувам. За тоа се работи тука. Мисле мене ме најдо. За тоа и да се зема некој динар. Како партиципација нели? Пошто законот вели дека ти треба да правиш одредени работи. Сега законот не може и тој законот да си ги плаќа тие што му е работа тоа да го прати и да надгледват дали ги правиш работите. Не треба ти да си го платиш тој законот што го тие го смислија за нели да те пратат тебе. Сам не знам што не е јасно тука. Ќе си платиш од вкупниот приход за да те следат и потенцијално казнат некогаш. Ти здрав и жив бе бате. Знам што не оти се буните тука шо. Аман што збор. Метим лекова. И сам мајта по настрана има многу луѓе што не го сваќаат овој момент. Мислат дека сега кога ќе почнат инфлуенсерите данок да плаќаат. Значи една работа мора да ја разјасни. Даноко мора да се плаќа. Од даноко никој нигде во светот не избегал. Најголемите ганстери во Америка ги имат за данок затворено, не заради тоа што и фатиле таму. Германија не може да не платиш данок, што сакаш прави. Значи даноко мора да се плати, даноко секако се плаќа. Рековме минатата епизода. Пошто ни една фирма не смее да се рекламира јавно, а да нема за тоа документација. И заради тоа фирмите секогаш кога ќе најмуваат некој, прат договор и на договор мораш да платиш ти даноче. Значи даночето се плаќа. Не е даноко проблемот тука. Има муавет дека некој на црно тука ќе напрат нешто, пари на рака, мара за рака што викаме. Ама ни една сериозна компанија, 99,9% се рекламираат сериозни компании, не работи со пари на рака, не сме. Подлежат на проверки, на регулации нон-стоп. Така што дали ти ги регулираш инфлуенсерите од таа страна или нема да ги регулираш, тоа е веќе регулирано. Значи тој изговор дека ги регулирам инфлуенсерите затоа го правиме паѓа во вода, пошто тоа е веќе подмирено од страна на компаниите. Значи овде се работи за поинаков тип на контрол. Друга работа, тој простор кај што си функционират инфлуенсерите не е ваш простор. Значи не го изнајмуваат, не го купуват простор од тебе. Не е ова фреквенција ќе му дајме за на радио и тогаш мора да има лиценца, од ја земаш ти дава дозвола уствари да користиш таа фреквенција. Исто и за телевизиите. Ова е нешто сосем друго. Некој си направил негде профил на социјална мрежа што е сопственост на некој сосем трет. И ако било кој прави профит од било кој од тие мрежи, секако кога ќе повлечи парите ќе мора да плати данок. Значи пак пропаѓа во вода тоа дека го контролираме простор. Минатата епизода ви кажав дека на YouTube веќе ги даночат таму парите кои стигнат тука, па плаќаме данок ни. Дали требало или не требало, никој не ти објаснува, битно ти парината дај си. Значи тие профилите не се медиумски простор, не се портали, не се
телевизија, радио, профили приватни се. И на крајот на денот моја работа е јас што ќе си клам на мојот профил, не може да ми команда некој јас што ќе клам. Сам мене јасно ми е дека слобода во денешно време одамна не постои таа слободата што сите си ја кажуваме, демек слободни граѓани. Врска нема, никој не е слободен граѓан. Така е системот наместен и да сакаш не можеш слободен да биде. Ама да ми влезиш на мој профил, кај што јас си клавам мои работи, што се моја работа, тоа е веќе ептен јавно узурпирање на слобода. И сега не викам дека правила и прописи не треба постојат, треба да постојат. Како што и веќе постојат тие општи правила, не можеш ти насилство и чуда да клаваш, не сме. То дефинитивно мора така биде, ама треба така да биде за сите. Ти не можеш ти да ги ограничиш инфлуенсерите да кажват дали било реклама, да кажват што е, да напиши до колку години, за која возраст, како шо, а одоздола коментарите кој стигни што стигни напиши. Со коментарите што правиме, кој ги регулира ни? Значи мене може да ми напиши било кој што сака, пошто нели слобода на говор, ама аз не смеам да му вратам пошто нели ме пратат луѓе, него не го пратат долу во коментарот, така? До каде бе со овие двојни аршини што викат по телевизиите? Со двојните стандарди до каде? Значи ако веќе сакате да се регулира нештото, нека се регулира како што треба за сите. Оти факт е дека не сме кој сака буквално што сака да клава, макар што тој самите страници веќе го регулират, ама добро. Ама исто така не можеш една личност да ја клаиш на рамниште со било кој медиум кај што има еден тон вработени спонзори, чуда и шо не. И сега се разбирам, има инфлуенсери што работат со спонзорства многу, за разлика од мене не. И тоа е во ред, кога ќе се работи за реклама, секако и компаниите пазат, ама дефинитивно треба да се пази како се изведува, шо се изведува, да си биде регулирано, ама тој и веќе си е регулирано. Така што не разбирам зошто треба пријавување да има и зошто треба да се плаќа некој да следи како одат рекламите, кога секако некој следи пошто тому е должност, нели? И тие милион регулации се една од причините зошто и не сум многу фан на снимање реклами, да ти кажам искрено. Оти кога јас би правил таква работа, би сакал на мој начин да го долова, што никој нема да ти дозволи, нели? Пошто има регулации, пошто веќе постојат ти. То на мој начин не викам дека ќе биде надвор од регулациите, ќе си биде на битолски вака како што си зборам јас, ама не. Големи компании сакат то да биде стриктно на литературен македонски јазик, доловено со одредени бои, со одредени зборови, со пазење против други фирми, производи што дае, што не се, што се контра да речам. Значи си постојат регулации. Зошто го правиме ова? Јас лично уште не разбирам, ама добро. На крајот на денот реков, кој те праши? И сега од кога читавме минатата епизода има уште неколку такви линкчина излезено таму на страницата и ги отварам, ги читам. И цело време се збора давател на услуги по барање. По чие барање бе, пријатели? По чие барање даваме услуги? Јас ова услуга е што го правам. Ми побара некој да снимам? Не ми побара. Јас сакав, седнав и снимам. Уствари самата емисија кој те праша не е крстена заради тоа што јас не ве прашвам вас, туку ви кажувам, туку напротив е крстена пошто мене никој не ме прашва, ама јас си кажувам. Значи никој не ми бара мене да го направам мој муабет. Од душа да ми бара си кажувам, евате. Ако чини јарно, ако не ете па на крај. Кој те праша? За да душа и вие мене кој те праша ми правите, ама нема врска. Муабето ми е, разбирам да сакате да контролирате луѓе што го работат то цело време од економски причини, финансиски и така натаму. Јас зошто се пријавувам? Од која причина се пријавам јас, кажете? Особено што овие епизоди се направени за на телевизија и одат на телевизија, па после ги постирам јас. Значи веќе е поминато ни сите филтери, пуштено во етер и сите марифети, после јас си ги постирам пошто се мој. И се покрај тоа што таму се плаќа од телевизија и од ово дона, са и јас треба да плаќам приватно, ти истото го клавам. Не чисто така ме интересира. Очигледно не сум најбистрата личност, па да ми објасни некој побистар вака. И сигурно ќе се најди некој, ама не, знаеш, треба да се контролира за децата, за не знам што. Што ти барат децата на социјални мрежи, бе? Извини вака да прашам, од ти загрижена личност. Што ти барат децата на социјални мрежи? Значи та рестрикцијата по години што е клаена таму не е џабе клаена. И јас разбирам дека е многу потешко да не му даеш денешно време, леле, телефон, социјални мрежи, на како да не му дам на детето. Значи многу потешко е ти да го направиш ограничувањето, префрлима топката некој таму, тој нека се дума со ограничувањата. Шу, ако за така и мене ми е тешко се пријавувам или рестрикција, прам или да думам сега дали сум, дали не сум за пријав, дали треба напишам нешто или не. Јас ќе го извам, вие пишете таму. Исто ми е тешко и партиципација да плаќам, пошто зошто така? Зошто би плаќал некоја комисија да ме проверва, нека ме проверва, бе? Што му е работа? Плата земат таму? Земат, нека проверва. Секако проверват тие дали си ти пријавен или не си, што му е работа, бе, бат? Би ако префрламе топката, така да префрлам и јас, ти не може, ти не е до родителите, не е до децата, не е до комисијата, па на комисијата не му била желба да казнува, ма ќе казнува
желба таа, само не му е желба така. Не е од душа казнување, од чомор. Па после таа комисијата ќе префрла до властите, па властите не е нивна одговорност, па другите власти исто така не е ни на која одговорноста. Сите ако бегаме од одговорноста, кој ќе биде одговорен? Нечко ќе биде одговорен? Јас бе батуле, кој да биде одговорен? Јас сум вечно криво дете, крив, не крив. Пиши го Виктор крив, таму ајде со здравје, толку. Од кај да ме видиш крив сум од сите страни. За некои луѓе уште кој ќе ме видат одма му сум крив во живот. Па евате, секој со среќа. И мислам дека имаш уште нешто што сакав да кажувам, а сега не ми текнува, пошто некако многу работи ми се собра за кажување. Така што сега следното нешто што ќе го направам, пошто видов таму некој контакт во тие на страницата што ги пишите, ме како не ти е јасно дали припаѓаш овде во овие за преување, пиши тука на контакто. Сега следното што ќе направиме е ќе пишам, па да видиме дали спаѓам јас во приказната и да видиме колку ќе бидам крив и зошто да. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.